Со подкуп со нивни пари и низа нерегуларности, без адекватни решенија за тековните аграрни проблеми, актуелниот министер за земјоделие Трајан Димковски сака да ги изманипулира земјоделците во овој предизборен период, тврди дополнителниот заменик министер Цветан Трипуновски. Трипуновски денеска разговараше со мештаните од Светиниколското село Ерџелија. Домакините го уверија, земјоделските маки остануваат нерешени. Денеска во разговорите повторно наоѓам на ситуација дека и овдека во Ерџели има неисплатени субвенции. Она што Трајан Димковски го говореше на едно од дебати дека се е исплатено, гледаме дека и во Ерџелија таа слика не е вистина, односно и тука има неисплатени субвенции кои што земјоделците си ги чекаат. Во разговорот исто така потенцира за проблемите со наводнувањето од 2019 година, иако им било ветувано дека ќе бидат ослободени од надомест за вода, ми кажува дека минатиот месец декември 2019 веќе им се пуштени фактури, иако во овој дел на Светиникол речиси да немаше една капка наводнување, односно површините и приносите беа десеткувани заради тоа што останаа без вода. Трипуновски со решение за напластените проблеми. Она што значи правилно вреднување на трудот на македонскиот земјоделец ќе дое после 12 април, кога ВМРО ДПМН со сигурност ќе формира новата влада. До 12 април е многу битно да имаме една фер и демократска процедура, односно да нема вакви манипулации врз земјоделците колку што се обидуваат сада само во овој период. Дополнителниот заменик министер за земјоделие денеска имаше низа средби со земјоделците од неколку села во Овчеполието. Овој тренд на директни контакти тој го најави и за во наредниот период.